Во Скопје никнуваат повеќе згради од дрвја, а и она се помалку зеленило што ни останува полека го јаде градежната мафија. Колку скопјани се борат за својот квадратен метар зеленило, но и колку оние кои се загрижени за животната средина знаат и самите да се грижат за растенијата и животните во урбана средина. Во подкастот Зошто разговараме со екологот, професор по биологија и активист Кирил Арсовски-Пршо. Добри дојде. Надав. Колку граѓаните на Скопје и другите македонски градови знаат како треба да се грижат за онај малку зеленило што го имаме? Еве, например, дебатираат зошто не беше искосена тревата во градот. Во Македонија и во Скопје, што не е некој случај што е ендемски само за нас, тоа се случува веќе во Европа, поради силна урбанизација низ годините, веќе низ цел век, луѓето полека имаат некоја форма на дисоциација помеѓу себе и помеѓу животна средина, односно помеѓу вегетацијата, да речем. И стануваат се по-страни кон тоа се што е природно, односно се што нив им го нарушува урбаниот начин на живот. Сега, иако во Европа и во светот тоа се менува, бидејќи поради културолошки, социјални, климатски, антрополошки причини, луѓето се не посвесни, туку имаат различен однос према животна средина во градовите. Кај нас се уште градовите се гледаат исклучиво како место каде што живеат само луѓето, што не е така по нито еден аспект. И луѓето, иако секој ден ги почувствуваат услугите, екосистемските услуги што ги добиваат од урбаните екосистеми, значи од градовите како екосистеми, не како населби, тие остануваат и слепи, глуви, неми за тоа што всушност се случува. И во Македонија и во Скопје особено луѓето им е многу поважно да како е уреден нивниот тесен хабитат, значи нивниот најтесен хабитус, таму кај што живеат. Сите им сакаат да имаат многу уредени, убаво уредени станови, дизајнерски, средени, чисти, уредни дворови, бавчи во градските населби, а што се случува надвор од прагот не е многу важно. Што доаѓа поради ни, повторно кажам, не треба сме ние многу строги сами према себе, бидејќи културолошки еволутивно се наоѓаме на таа скала каде што ние, иако живееме во 21 век, и возиме модерни автомобили или тротинети електрични така натаму, ние се уште живееме во таков еден ориентализам, така еден деспотатски ориентализам. Се уште живееме во Турската империја каде што најважно место на животот е авлијата и каде што ние обстојуваме. И се што надвор од таа авлија, нашето најинтимен дом, нас не е важно. Бидејќи тесно е поврзано како ние почитуваме заедницата и нашиот околукруг, како влијаме врз природата. Ако ние нас не гајле само за нас и за нашиот дом, а не за надворешна средина, така тоа се отсликува и во животна средина. Сите сакаат да имаат сенка, барат зелени дрва, сите летно време одат на планина или се воодушевуваат на шуми, на водопади, а во Скопје им смета дрвата пошто, не знам, имало многу лисја по улиците или липите фрлале многу сап, па ги лепале колите, имало многу змијарници, мислам, апсолутно многу една така какафонија на мислење. Од една страна нас не треба дрва, пошто сакаме да имаме сенка. Од друга страна, ние не сакаме да дрва да живеат, да се не како билборди, само да стојат така, да обстојуваат неми, да не прават ништо. Многу чудна себична ситуација. Така. Кога сме кај дрвјата, излегува дека никој не се грижи за тие што ги имаме. Значи во Скопје има околу 25% зеленило, што е многу малку, ни половина од она што ги има во други градови, од нив 15% се дрвјата. Кога има невреме, гледаме колку тие се крти, колку се запуштени. Да, во Скопје е неверојатно незелен град. Ако се спореди сега во Европа, мислам, и не во Европа, во нашата блиска околина, Скопје е неверојатно незелен град. Има неверојатно малку зеленило. И сега, многу често градските власти или пак некои други одлучувачи, креатори на политики велат ние го имаме гази, баба, водно, градски парк, што повеќе барате, тоа е тоа, што е апсолутно погрешно, повторно од сите аспекти. Бидејќи тоа што имаме ние градски парк, не значи дека нашиот град е зелен, или тоа што имаме во случај имаме ние една планина каде што половина е само во некоја шума, дека тоа нас не е доволно, не е апсолутно доволно. Особено не за Скопје како град што се наоѓа на оваа географска положба, што е под силно влијание на медитеранската клима, каде што имаме големи драстични временски непогоди што ги почувствуваме. Значи ние имаме долги периоди на суша, на топлински бранови, жештини бранови, што повторно се последени со силни невремиња и дождови, пошто така функционираат временските системи. И ние или сме испржени, или сме поплавени. И таква е нашата клима, таква е нашата позиција. Скопје цело време го пишува дека е град со континентална клима, што е веќе со години погрешно. Во Скопје владее субтропска клима, според Копферовата скала. Што значи кога ние се однесуваме во Скопје кога да представува субтропски град, значи град што има две фази, двофазен град каде што има сув период и многу влажен и нестабилен период.
А сушата и поплавата се две сестри од иста мајка. Значи, после големи суши следуваат поплави и обратно, пошто така функционираат циклусите на вода. И единствен и најефтин начин да се заштитиме од тие непогоди како граѓани, и не само нашите животи, туку и материјалните добра и другите животни што живеат околу нас, е преку употреба на така наречени природни решенија или решени инспирирани од природата, natural based solutions. Што значи тоа? Тоа се системи во кои се користи природноста, значи вегетацијата, да се спаси градот, да стане градот што може поотпорен. Тоа Повеќе зеленило? Повеќе зеленило од различни карактери на зеленило, кое е направено по мерка, tailor-made направено за тој случај. Значи, тоа за жал во Скопје не се подразбира саксиско зеленило. Жардинјери, например. Или садење на мали миниатурни дрвореди поред зградите. Тоа нас не се спасува. Дури не спасуваат нас ни зелени кровови, пошто зелените крови не функционираат во сува клима. Тие се супер да се гледаат на слика, особено на рендери, и тие функционираат можеби во Хонг Конг, во Сингапур, ама во град каде што има огромна инсолација, тоа е голема сончевина и голема суша, тие не функционираат. Или за да функционираат треба многу вода, ако треба многу вода, треба многу енергија, автоматски не се одржливи решенија. И мора да се научиме дека многу е поевтино да се заштити, да се конзервира, отколку да се репарира. Нешто, а не тоа правиме. Нас не е многу полесно да речеме, сега ќе сечеме се, ама ќе посадиме нови дрва, отколку да речеме да се обидиме да ги заштитиме, тоа што веќе постои. А од друга страна ние особено луѓето во Скопје како граѓани, и во другите поголеми градови, исто е во Тетово, исто е во Битола, сме многу излажани. Ние сме еклантантно лажени од инвеститори и од неспособноста на властите да реагираат. Најсвеж пример е во Diamond Mall или Diamond Mall комплексот. Таму имаше парк, тоа беше многу мал урбан парк, така се каже, урбан парк. Инвеститорот ги лажеше граѓаните дека таму тој парк ќе биде сочуван. После рече ќе биде не само што ќе биде сочуван, ќе биде проширен, сега тој парк не постои. Тој парк е сега под паркинг ставен. Значи ние сме излажани, и градските власти се излажани. И сите сме излажани на темата. И како одат годините, нашето прво се снемува зеленило, а граѓаните губат асоциацијата помеѓу здрав живот и зеленило, што они и понатаму нема да барат зеленило градските власти. Се до еден момент кога дојма кога Скопје ќе биде постојано исушен, поплавен и грд град. Јас сум уверен дека граѓаните што велат не се коси, не им смета нередот од зеленилото, туку повеќе им смета неуредноста на градот. Сите градови во Европа имаат зелени иницијативи. Сите поголеми градови во Европа имаат иницијативи за зеленување или за доцнето косење, мозаично косење. Че каде идете во било кој високо развиен град во Западна Европа, има многу зеленило што е обраснато според скопски стандарди. Ама на луѓето не им пречи, пошто имаат добар јавен превоз, имаат чисти улици, имаат безбедни улици. Значи, луѓето не го приметуваат тоа, пошто се друго е средено. Нема отпад. Отпадот се регулира и така натаму. Значи, има висока урбана хигиена. И ако има висока урбана хигиена, никој нема да забележи дали џбунот е малку поголем или... Живееш во Германија, во Минхен, кој е прилично зелен град, целиот тој дел и државата. Како, например, може да ги споредиш двата града? Во Минхен има ова, во Скопје го нема. Проблемот е што многу е тешко да се споредува така два града, пошто делат различна географија, а тоа многу значува. Значи некои градови имаат предност према други однос на вегетација, пошто климатските и временските услови дозволуваат тоа. Минхен е станува најзелен град во Европа според коефициент на зеленило по глава на жител. Затоа велам не нема појма колку нашите градови се незелени всушност. Значи не зборам приградските делови од населбите. Значи тоа е дали шуми, никој не прашува тоа за шуми. Збориме како што живеат најголем дел од луѓето. Значи во Македонија најголем дел од населението живее во градовите, живее во Скопје. И тука завршува дебата. Значи не е битно дали имаме ние шуми по селата, значи не ни врши работа, не се таму луѓето. Луѓето се тука во градовите. И треба да имаме дискусија што се случува со тие градови, со тие луѓе што се во градовите. И во Германија, пак кажам, не е фер да се споредува, но таму, например, иако има огромна зеленило, има огромна рипариска шума пред реката Исар. Алпите се на чекор од градот, на буквално на 15 минути се првите Алпи. Иницијативите и главните политики што ги бараат таму гласачите е уште повеќе зеленило. Па така, например, преќе 5 години функционира иницијативата за опрашувачи во кој секој празен простор на градот се полни со цветни растенија, за да може се обезбеди подобар живот на инсектите кои опрашуваат. И тоа во некои помали размери го применуваат и сите градови колку што можат. Дали е саксија, дали е дрворед, дали е урбан, како се кажа, зелен џепли, како се нарекува, мали паркови. Луѓето им фали. Иако, например, во Берлин, што е огромен град, огромна урбанизирана средина, неверојатно голема, вие може да се движите постојано низ зеленилни селен град со велосипед. Значи таа има огромни урбани шуми, берлинските шуми во градот не се насади, не се паркчиња, не се паркови на светлината на паркови на езерата, него тоа се
Тоа се шумски системи, полни со живот, со чапи, со ежеви, со животни, мислам, да видите фотографии, не знаете дали сте вие во шума или сте во град, во Белинсборг, што е најурбанизираната средина во Европа што постои, да речем. Или сте во Лондон. Лондон е мултимилионски град. Тоа е огромна средина, огромна површина урбана. Преполне со градени. Да, вистина тоа се викторијански градени во поглед, значи тие се градени стари 200-300 години, 100 години, ама тие функционираат, никој не ве решава дека тука треба да има нешто друго, бидејќи не збориме само за естетика. Не збориме само дали е градот уреден, збориме во Македонија, тоа е главната разлика што во градовите во Македонија животна средина веќе не е тема на естетика или на вредности, туку станува збор за јавна безбедност. Значи ако во Македонија, ако речеме дека најголем дел луѓето живеат во Македонија, и дека во Македонија годишно илјадници луѓе, 1800 луѓе загинуваат од загаден воздух, не збориме за викенд активност, садење дрва, не збориме за екоактивизам, не збориме за чување на живот, за јавна безбедност. Замислете дека некој човек да оди по градот и да убива 1000 луѓе секоја сезона. Нема да правиме ние садење дрва, конференции, ќе земе кучињам, така хеликоптери, војска, ќе бараме кој ѓуби луѓето, така кој како, ќе се бара одговорност. Така да више не станува збор за не сме преку тој естетика, вредности, рекреација, духовност, не збориме за јавна безбедност, особено во животот не е загрозен. Животот не е загрозен, да. И темата така треба да се промовира, не се промовираме за активизам, збориме за живот. Имаше еден предлог градскиот парк да се прогласи за заштитено подрачје, значи и тоа што го имаме е во опасност. Да, во град тоа пред една година инспириран од промените во законските промени во Србија, во соседна република Србија, за тоа како они ги третираат заштитените подрачја. А со најавите за урбанизација на градскиот парк, јас напишав еден многу краток рудиментален предлог дека градскиот парк во Скопје исполнува неколку од условите да биде подрачје под заштита. Една од причините пошто тоа е едно последно зелено површина во Скопје. Не е некоја невообичаена постапка градини и паркови да се подрачја под заштита. Има бројни примери во Србија, во Бугарија, во Хрватска, во Црна Гора. Значи урбан парк да е подрачје под заштита. Градскиот парк има во себе многу природни елементи, дека како подрачје тоа е историски наследник на старите рипариски поплавни ливади што се случувале во Вардар пред да се регулира реката Вардар како корито поради заштита од поплави. Така да има огромен жив свет, има истражувања за например за авиофауната, за птиците во градскиот парк. Да исполнува многу услови градскиот парк да биде подрачје под заштита. Се нормално тоа само по себе не значи дека нема да се уништи паркот во иднина, но само се создаваат дополнителни одбранбени механизми ако некој сака да го урбанизира градскиот парк. Бидејќи градскиот парк не може да има мултидимenzионална намена. Не може да биде место и за рекреација, место и за мир, место и за деца, место и за концерти, место и за... Не може. Ние тоа го правиме пошто немаме друго место. Во многу места во парковите затоа имаме паркови кои се наменети, например, во други држави во странство што се наменети за концерт, например, Гластонбери огромен парк кој е исклучено наменет за јавни настани, тоа е зеленило кое се користи за настани далеку од поголеми населби, мислам, релативно подалеку од населби да нема загадување од бучина, луѓе да може да се собера, да се контролира маса, безбедност така натаму, а во Скопје е еден само тој парк и во тој парк мора се да се прави. Таму и зоолошката, таму сака да има и Луна парк повторно, таму има и ноќни клубови, таму треба и мајки да шедат мали деца, таму треба да има и биолошка разновидност, значи невозможно. Мора да се одлучиме за што ќе биде градскиот парк, исто како што за водно. Не може водно да биде за све. Мора да се одлучиме. Кога збориме за биолошка разновидност, ретко кој ги споменува животните. Има печатот дека многу малку ние знаеме, дури ниту размислуваме во градскиот парк какви се животни има и дека и нив треба да ги заштитиме. Постојат веќе многу истражувања, тоа се објавени публикации на тема биолошка разновидност во урбаните екосистеми, каде што има директна корелација помеѓу подобар квалитет на живот, значи повисок индекс на урбан живот и биодиверзитет. И тоа е неприкосновен факт. Че големата биолошка разновидност, особено во територии како Европа, значи континентална Европа, делови од Азија, делови од Африка, Северна Америка. Значи колку има поголема биолошка разновидност во градовите, толку се подобра квалитет на живот. Бидејќи не добиваме така наречени екосистемски услуги од таа биолошка разновидност, не сите може да ги видиме, не да ги почувствуваме, но постојат. Во случајот со Скопје тоа би било на пример регулирање на комарци. Значи зголемено присуство на предатори на комарците, тоа директно ќе значи дека ќе се намали коефициентот на комарци, што предизвикуваат многу нелагодности кај Скопјани, така алергиски реакции, убоди. Наместо прскање против комарци. Наместо прскање, да. Например, прскањето со комарци е евидентно дека не може да функционира. Второ е опасно за другата биолошка разновидност, пошто тоа е генерално делување, значи кога се испрска некој инсектицид, тој делува на други инсекти. Што значи тоа да нема комарција, да има? Да, па тоа значи дека на пример, многу често луѓето, се почесто луѓето забележуваат на пример змии или ежеви низ градот. И тоа не дека тие се употребуваат нечесто. Наезда е нам не постои како биолошка појава, тоа наезда не тоа човекот да перцепира биолошка разновидност. Се уништиле нивните биокоридори. Че тие претходно имале биокоридори.
џбунови, грмушки, дрвореди, паркчиња, предвори од куќи, од згради, каде што тие може да се движат безбедно, да живеат, да се хранат и да се размножуваат без ние да ги видиме. И за нив тие ги нема. Че нив е уништен е хабитатот, уништен е микрохабитатот. Имало тука порано, не знам, некоја жива ограда меѓу две куќи, таму се има зграда од 12 ката. И тие животи негде мора да одат. Нивното право на присуство во таа средина е еднаква како нашата. Дури поголема, например, пошто тие тука се многу поавтохтони него многу други жители од Скопје. И сега наместо да се разговара каде ги изгубивме живеалиштата на овие животни што нас се потребни, ние прскаме против змии. Мислам, првата појава да се прска против змии за мене. Цел свет има иницијативи за заштита на биолошка разновидност, само ние имаме иницијативи за уништување на биолошка разновидност, а повторно ние сме причината зашто тие луѓе се чувствуваат опасност, пошто ние ќе забележат змија или не знам или жаба по улица или инсект не може некој да види. Пак кажам, таа дисоциација на помеѓу човекот и природата е многу важна жешка точка на фрикција. Кога луѓето живеат 15 години исклучиво во урбана средина и се учени и лобирани дека само ова е квалитетен живот. Значи само некоја чиста стерилна средина е квалитетен живот, што поради влијание од социјални медиуми гледат прекрасни чисти домови во Америка, например, во Аризона. Во Аризона е пустина. Нема да имат комарци во посред пустина во Аризона, они гледат. Имаат шкорпи. Имаат шкорпи, ама само кажам, да, ама не ги трујат. Не ги трујат, да. Да, само кажам, че тие таа некој така тој ги гледа за некој чист дом, човечки чист дом, уреден двор без лист, без ништо. Не постои тоа. Без животни, без инсекти. Да, не постои, ама тоа нас не представува директно опасност. Та пога кажам, значи тоа нас не представува опасност. Губење на биолошка разновидност нас не влијае негативно. Видите, да се разбереме, има многу делови од природниот циклус што ние човекот не ги познава. Што не ги проучуваме ние сите животни подеднакво. Не ги проучуваме сите односи помеѓу растенијата и животните, човекот подеднакво, не знаеме. Имаме неоткриени работи. Кога една година би бил градоначалник на Скопје, што би направил прво? Тоа е едно проклето прашањето, бидејќи за да се подобри состојбата во Скопје, не може во една година, туку треба во еден мандат. И решавањето на еколошката состојба во Скопје треба да биде единствената работа за која ќе работи градоначалник во 4 години. Толку обемна темата. Значи, доколку некој сака да има еколошки кабинет, што не е некоја непознаница, имаме ние примери во Хрватска, например началникот на Загреб, во најголем дел неговата програма е еколошка програма. Што подразбирам, не само садење дрва се разбере, него транспортна инфраструктура, енергетска инфраструктура, енергетска независност на градот, мобилност, така натаму. Значи. И 4 години европски градоначалник во европски град, во европска престола на културата од пред неколку години, неголемен дел неговиот мандат е посветен на решавање на еколошки проблеми во Загреб. Мислам дека за таа програма има 1800 вработени, така нешто, во Загреб. Значи, збориме град помал од Скопје, и по бројност и по географска расположливост. Така да ако некој сака да наистина ги реши еколошките проблеми, тој градоначалник или таа градоначалничка ќе треба исклучително да го посвети целиот свој мандат на тоа. Што не е лошо, ниту погрешно. Нема поважна тема од темата животна средина, кај што живееме. Нема поважна тема. Секоја тема е реверзибилна. Се може да се врати, одлука се врати, субвенционира се врати, одлука значи се може да се врати. Само уништувањето во природата често веќе оди до иреверзибилни, неповратни промени. Така да нема случај тоа во Македонија, бидејќи ниту еднаш животна средина не била тема на ниту една партија, ниту една влада, ниту еден председател, на жал. Иако имало најави, но и големи разочарувања, немаме ни сега некоја имаме нов председател, нова председателка, нема некоја посебна еколошка компонента на нејзината програма како кабинет, бидејќи може да дојде позитивната партијата што застапува она како личност. Новата влада има многу нееколошка програма, рударство, енергетика, така натаму. Останува локалната власт е многу ограничена со маневар. Има некоја мој во себе локална самоуправа, но не многу, пошто зависи од финансија од централната власт. Не гледам дека сега некој има политичар спремен или политичка партија гарнитура што е спремна реално да пристапи кон решавање на животна средина како главен политички приоритет. Значи не збориме садење дрвца, ставање овие филтри за воздух, мислам тоа такви некои неразумни. Зборам за сериозна, значи вложување во истражување, во наука, во добивање информации, следење, мониторинг и така натаму. И решавање на основните градски проблеми. Да. Има уште многу теми. Благодарам за разговорот. Почитувани, слушајте не, следете го подкастот Зошто на нашиот сајт Слободна Европа, како и на Spotify, YouTube и Apple. Кликнете на Зошто, давајте ни идеи преку социјалните мрежи кои теми сакате да ги слушате. Поздрав од студиото од Дејан Балаловски и од мене Сања Васиќ. До слушање.